Пред 30 на ученици во опуштена атмосфера во рамките на фестивалот Струмица Open Fest се отвори 22-та поред литературна манифестација за деца Средби под јаворите Видое Подгорец. Првпат оваа манифестација е одржана на 5-годишнината од смртта на писателот Видое Подгорец. Во рамки на манифестацијата Средби под јаворите Видое Подгорец, денешниот ден ќе го исполниме, така да кажам, со една убава активност или повеќе активности на едно место. Станува збор за еден книжевен караван низ основните училишта во Струмица. Го замисливме овој книжевен караван на начин да ги вклучиме писателите за деца и од Македонија, меѓутоа и надвор од нашата држава, и се разбира училиштата во нашиот град. Во манифестацијата Средби под јаворите Видое Подгорец оваа година вклучи 8 писателски имиња од Македонија, меѓутоа и надвор од државата. Навистина ни е гордост да кажеме дека денеска во Струмица пристигнува и господинот Бајрузин Плањац од Босна и Херцеговина. Тоа е еден навистина плоден писател за деца, кој што оваа година е номиниран за највисоката книжевна награда за деца Астрид Линдгрен. И ќе организираме исто така книжевно читање со него, исто така направивме и превод односно препев на неговата поезија за деца, дел од неговата поезија за деца на македонски јазик. Гостин беше и единствениот писател на хаику поезија за деца во Македонија, Атанас Крлевски, чија збирка неодамна беше промотирана и пред струмичката публика. Денес во рамките на манифестацијата Средби под јаворите поканети сме со професорката Ана Витанова Рингачева да гостуваме кај учениците и да направиме една работилница за хаику поезијата. Бидејќи пред известно време излезе мојата збирка за деца хаику, Смајли во снегот, која имаше успешна промоција и во Струмица. Денеска ќе продолжиме со, да речем пак, некаква промоција пред децата и ја замисливме како една работилница. Домаќин на литературното читање беше основното општинско училиште Маршал Тито во Струмица. И чест ми што денес ние сме токму домаќини на овој преубав настан. И што да кажам, значи многу е убаво кога пишаниот збор ќе се претучи во слика, се надеваме на успешна работилница со нашите гости и посакуваме да имаме се уште да постојат и уште повеќе такви убави настани во нашето училиште. Настанот го организира истоименото здружение, чија цел е преку творештвото на Подгорец да се афирмира литературата за деца и нејзиното значење во оформувањето на младата личност. Манифестацијата ќе трае до 8 јуни, кога ќе се одржи и посета на куќата на Видое Подгорец во Колешино, а ќе заврши со заеднички пикник на Колешинските водопади.